Светлината е форма на зрачење што патува како трансверзален бран. Светлината се однесува на различни начини. Таа може да биде прекршена или одбиена. За повеќе детали на оваа тема, погледнете го нашето видео за диаграми на зраци. Во ова видео ќе научиме како се формираат сенки. Важно е да знаете дека светлината патува по права линија. Провидните материјали целосно ја пропуштаат светлината. Прозрачните материјали дозволуваат да помине само дел од светлината, не целата. А непровидните предмети не пропуштаат светлина, затоа тие формираат сенки. Сенка е област каде што нема светлина. Сенките имаат две области – сенка и полусенка. Сенката е во центарот и е најтемниот дел. Полусенката е продолжен дел од сенката. Таа е малку посветла од сенката. Димензиите на сенката и полусенката зависат од големината на предметот и од неговата положба, во однос на изворот на светлина. Помислете на фигурите од сенки. Ако светлината е поблиску до вашите раце, сенката се зголемува. Како ќе се промени големината на сенката, ако растојанието меѓу предметот и изворот на светлина останат исти, а се зголеми растојанието до ѕидот? Паузирајте го видеото и размислете. Димензиите на сенката и на полусенката се зголемуваат. За време на затемнување на сонцето, месечината поминува помеѓу сонцето и земјата. Светлината патува по права линија и не може да помине низ непровидната месечина. Затоа паѓа сенка на дел од земјата. Затемнетиот дел има две области – сенка и полусенка. Ако се наоѓате во сенката, односно на делот од земјата каде што светлината од сонцето што доаѓа до вас е целосно блокирана, сонцето на небото ќе изгледа вака. Ако некогаш имате среќа да го наблюдувате овој многу редок настан, не гледајте директно во сонцето, затоа што може да ви се оштети видот.